Ја да ви кажам се една работа. Ова ќе ви биде последен пут. Ја ви кажам, некој ќе лета од работа. Значи, следниот пут, ако ве видам уште еднашка, одма да се иш да не прашуете што како, оставка. Значи, не пуштил вода некој увеце тамо после нужда, одма. Ја не знам кој е, како е, некам се да ве проверувам, али тоа, ви кажам, значи нема упоменување више. Што е ова? Ја рецикливе. Што ќе терате денеска? Ја вој музеов на ВМРО. Добро, убаво ти текнало тебе. Пием 10 честички. Пием 10 честички. Тебе кај ти е плетивото? Студио. Студио? Да. Студио? Не вет студио такво. Биди, добро, нема везе. Ти па позади стек дека идеш. Слушај, за ова со шолја ја не сум. Не бе, ти не си ти со шолјата. Ти не за таа шолја. Арчи, не таа шолја, него нема. Ајде почињаме, помина минути и пол. Немаме време. Ајде. Лека ноќ, 20 часот, Телма телевизија. Ова се вчерашни новости. Јас сум Јелена, а од вашата десна страна, односно моја лева, е Александар. Така Јелена. Лека ноќ и од мене. Одовде секоја недела ве носиме чекор за сите, а истовремено одиме во живо и на Facebook. Изминатава недела нема што не се случи во Македонија, шестарот на Балканскиот полуостров. Доколку не сте информирани, од нас ќе дознаете последни. Еве што ќе гледате. Вчерашни анализа. Постои ли прифатлива формула за спорот со името? Математиката може да ги реши сите проблеми, доколку формулата се постави правилно. Откриваме од што се незадоволни македонските таксисти. Код тулстер седиш овде у ретровизор гледаш, не може муа да си направите. Вчерашни на терен. Каква тајна крие третото ниво под земјата во централниот штаб на ВМРО ДПМН? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Закачам шапка, домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо-ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Една влада, многу седници. Една седница, многу точки. Една точка, многу галама. Или многу врева за ништо, би рекол Шекспир. Имено, јавноста бурно реагираше на една од последните седници на владата, во која прва точка на дневен ред беше дека одредени естрадни личности добиле државјанство. Но топката ја смири владиниот портпарол во своето последно обраќање. Да погледнеме. Здраво на сите, што туку заврши 52-та владина седница. Поради зголемен интерес на дел од јавноста на тема државјанства, денеска го одбивме барањето за државјанство на Саимир Дхамо, но македонски граѓанин стана Джино Гуацини. Од останатите информации од... Се извинуваме, тоа беше погрешно видео. Одиме со оригиналното Твитер обраќање.
Здраво на сите. Еве, пошто го тупите многу за државјанство, почнувам со информацијата дека за македонско државјанство е одбиен Ибрака Дабра, познат крив нос Златан Ибрахимович, а македонски државјанин стана Джино, познат скопски пица мајстор. Пицата потекнува од Италија, една прекрасна земја која што изобилува со храна, со убави вкусови, со вода, со таа прекрасна азура. Кога сме кај водата. Владата се противи на поскапувањето на водата и предлага до регулаторната комисија да ја преразгледа одлуката. Знаете, ние сме и против поскапувањето на дизелот, ние сме и против многу работи, иако носиме одлуки, ама некогаш мора да се дае жртва. Тодио. Министерството за внатрешни работи, поточно секторот за сајбер криминал, влезе во борба со сајбер криминалците и реши да го подигне нивото на сајбер безбедност во сајбер државните институции. Да видиме дел од сајбер мерките. Сајбер. Како прва мерка е најавено дека ќе биде променета шифрата на Wi-Fi-от во владата. За новата шифра се уште течат преговорите и се очекува до крајот на месец мај таа да биде прифатена. Покрај ова, секторот за сајбер безбедност веќе вакцинирал 94 компјутери во просториите на МВР низ државата, а кај оние компјутери каде што се пронајдени вируси се изолирани и третирани со антибиотици и топли супи од петел. Доколку корисниците забележат дека нивните уреди се загреваат, тоа може да е поради вирус во системот, па нека им стават ладни облоги, а доколку и тоа не помогне, нека извршат еутаназија, држејќи го копчето on-off. Браво. Браво мислам, стварно. Не стивнуваат реакциите од разноразни здруженија кои се против новиот закон за јазиците. Додека пратениците во Македонското собрание чекаат превод на 35.000 амандмани на албански јазик, ние зборувавме со експертот за меѓуетнички прашања, електронско банкарство и голф четворка, господинот Зоран. Зоки, зошто македонската јавност е против двојазичност? Не, мора да напоменувам за вашите гледачи дека се работи за тотално неинформираност, мислим. Ова е целосно масло на медиумите, вие што тоа се креира некоја квази вистина заради тоа што не се проверуваат адекватно сите информации. Вие сакате едностранно сега да информирате така, а не ги прашувате другите страни. Вие во вашата информација требате да имате баланс, вие нема баланс кај вас нема. Добро, не сум мислел баш на ваков баланс, али добро мислим ова. Неколку организации кои се против предлог законот тврдат дека негова имплементација ќе значи чекор кон федерализација на Македонија. Ја лично мислим дека овој закон е добар. Добар е овој закон и сега со ова што се прави во самиот парламент, со тоа што се ставаат тамо 6 милиона, како го викаш тоа, амандмани што сака да се блокира, нема зошто. За тоа што јас ве уверувам сите вас дека овој закон е изванреден. Овој закон е одличен и доколку се имплементира, ќе видите дека ќе има будучност. Овој закон е закон на будучност, хеј. Искрено не ве разбирам како мислите дека овој закон е одличен. Па како мислиме така, тој што го смислувал законот е визионер, бре. Визионер. Ова е закон за двојазичност кај што ќе се применува таму каде што има 20% на малцинство. А како што е тргнато, мислим овде во нашата земја Република Македонија, таман до дека да се направува попис, вие македонците ќе бидете 20% во ова. Што ќе се иселува, што така да ова е визионерски закон, зошто да се менува често и ова ќе биде само од корист за сите што сакаат да живеат во Република Македонија. Ви благодарам. Тоа беше Зоки, а вие останете со нас. Оди баба у кинески ресторан. Нарачува јадење и го носат приборот. Ова го гледа и вика: "Абе синко, ја дојдов овде да јадам, не да плетам." Јавноста е зачудена од големиот број амандмани кои ги поднесе ВМРО ДПМН за контроверзниот закон за јазици. Покрај тоа што ова ќе го блокира собранието до есен, зачудувачки е како ВМРО ДПМН успеа да напише толкав број амандмани за кратко време. Вчерашни ексклузивно ја откриваа тајната на најголемата опозицијска партија. Многу приказни и легенди се шират за оваа зграда,
а малкумина знаат што се случува зад бедемите на оваа тврдина. За прв пат една екипа ќе има шанса да открие барем дел од мистериите. Се наоѓаме на третиот спрат под земја, каде што се наоѓа централниот штаб на ВМРО ДПМН. Тука сме со господинот Лозановски кој што ќе ни објасни какви тајни кријат овие простори. Да, точно е, ова досега беше тајна. Меѓутоа со новото раководство и транспарентниот приод на партијата, ние сакаме да се отвориме кон граѓаните и нормално да прикажеме дека сме транспарентни. Сигурно се прашувате на кој начин успеавме да напишеме 33.500 амандмани само за еден ден. Да. Да, нормално. Видете, ова е начинот на кој што успеавме. Со овој ВМРО-трон 11. Овој? Бегај ти! Не овој, не. Ова е ВМРО-трон 11. Вештачка интелигенција која што е развиена тука во Република Македонија. Чекај, јас сакам му поставам прашање, може да ми одговори. Да. Не ми се верува, ајде. Жетон да не треба да ставам. Не. ВМРО-трон? ВМРО-трон 11. Да и собратам. ВМРО-трон 11. Како успеавте да напишете толку амандмани за толку кратко време? Не ми е прв пат. И кога бев во коалиција со Дуја го имам правено тој за нив бе. Имам искуство, имам искуство и као вештачка интелигенција учам од своји искуства. И стално се надградувам, и искуство по искуство дава искуство. 11 години пишувам соопштение, ти кажам, сон ми е да напишам книга со наслов. Се молам сега со таа книга веќе. Кјути, како се чувствуваш? Кажи ми, како ти е тука? Лошо ме брат, како да биде подром, осамен. Добро, сите сме тука осамени. Ако имате некој друго прашање? За овој? Бегај ти. За ВМРО-трон. Добро, дали амандманите значат суштинска промена на законот за јазиците? Не. Со тоа само купуваме време и се надеваме дека ќе се деси нешто за да се вратиме на власт. Да живее ВМРО, да живее Никола Груевски, да живее лидер на лидерите, царот на царевите. Значи, доста беа прашања. Се надевам дека убаво си поминавте. Да бе, многу убаво си поминав. Сега дома што ќе отидам прво за тоа ќе ја правам муабет. Се продава ова? Не. Технологијата во служба на човековото здравје. Кон небото се вивнаа првите дронови на Државниот инспекторат за животна средина, кои треба да помогнат во борбата против загадениот отров. Се извинувам, загадениот воздух. Како што може да се забележи, тие во борбата против загадувачите направија и тажно видео кое треба да ги демотивира оние кои уништуваат природата и животната средина да продолжат да го прават тоа. Ако ова не успее, тие велат дека ќе вработат и композитор да напише уште потажна песна со што сигурно загадувачите би престанале да загадуваат. Само да имаше некој механизам Државниот инспекторат за животна средина да ги казни или санкционира овие загадувачи, ќе беше многу полесно. Вака останува да се надеваме дека ќе вработат добар композитор за тажната песна. Breaking news. Драги гледачи, само што ни пристигна информација дека господинот Метју Немиц го сменил името. Имено, од сега па натаму нема повеќе тој да се вика Метју, туку Михајло Немиц. Честитки, Михајло. И без грижа, иницијалните остануваат исти. А вие, драги гледачи, останете со вчерашни. Цане од Битола, цели 2,5 децении се обидува да го најде патот за Брисел. Пропатувал многу. Сам, низ трнливиот пат на евроинтеграциите ја има прошетано речиси цела Европа, но никако не успева да стаса до крајната дестинација. Да ја погледнеме оваа срцепарателна голгота на нашиот НАТО патеписец. Ова е Цане, роден во 1991-та. Цане, што од малечок имаше само една желба, да отпатува за Брисел и таму да се дружи со поголемите другарчиња во НАТО. Цане, дојди да се дружи. Дојди преку Атина, Цане. Брисел е на другата страна. Но Цане решава да ги послуша другарчињата од НАТО. Ги поднесува сите документи, пропратни одлуки, декларации. Тргнува на кај преминот Богородица, но таму не идува на спуштена рампа. Не, Цане, нема да те пуштиме од тука. Мора да го намалиш сонцето, зашто многу силно грее. Цане се враќа во Скопје и го спушта сонцето на осмица. И тогаш еден витез со име Метју Немиц тргнува на пат со решението.
Во 2001 има нова идеја. Тргнува за Брисел од север, но група туристи се спуштаат од планините и пристигнуваат на екскурзија во Македонија. За да те пуштиме од овде, прво мора да ни го донесеш договорот од Охрид. Цане заминува за Охрид, го наоѓа договорот во вилата Билјана и се враќа кај туристите. Не, Цане, треба да го ставиш договорот во рамка. Цане го урамува договорот во Охрид и тога на Цане му стига порака. Цане, ако сакаш низ Брисел да шеташ, мора до Вашингтон да леташ. Тргни во ЈАТО, за да влезеш во НАТО. Ако се римува, тогаш мора да е вистина, си помисли Цане и летна за Вашингтон. Во Вашингтон слетаа орлите каде се дружеа со другарчињата во НАТО. Но Цане и овој пат немаше среќа. Реши да патува по своите познати патишта: Александър, Филип, Олимпија. Но не знаеше дека оттаму се стига само до Москва. Витезот Ними пристигна во Македонија 23 години постар и донесе оптимизам. А сега се селиме кај Маја во кратко време да ни ги каже новостите од Некна. Неделава во историјата во светот ајатолахот Хомейни се врати во Иран, Труман е најави Икс-бомбата, Аполо 14 страна на месечина, Ганди е убиен во Њу Делхи, а Битола во 2018 донесе пакет мерки против загадувањето. Да ги погледнеме. Нека се прифати иницијативата, ама кажете какви садници, каде и кога. Чистење, темелно и миење на улици е основна работа на комуналец. А дивите депонии не треба да постојат или треба да ги чисти комуналец, тоа им е дел од работата. Обиколницата требаше одамна да работи, а не знам како да ви кажам, ова е пакет на мерки што требаше да е во функција од 1990 некоја наваму, а не сега. И за крај да ви честитаме. На здравје регистрирање за ДДВ како физички лица. Од УЈП ве поздравија со следното. Тие што се регистрирале до 15 јануари го испочитувале законот, а за сите останати годинава нема да има казнени одредби. Честитам! Децава се зафатени, никако да ги видам, не можам ни внуците да си ги гушнам. За да ги соберам сите, ќе го употреба моето тајно оружје. Кога ги гледам вака сите заедно, душата ми се полни со милина. Ете која е причината поради која готвам јас. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекаат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Македонската јавност веќе шпекулира дека посетата на светската фудбалска звезда, маестралниот швегенец Златан Ибрахимовиќ, не е само ловџиско-туристичка. Имено откако во Турција се случи првиот трансфер на фудбалер платен со биткоини, фудбалскиот клуб Силекс од Кратово достави понуда до Манчестер Юнајтед во кратовалути или на нашински бонови. Дали Ибрахимовиќ ќе го облече дресот на Силекс, останува да дознаеме во самиот фотофиниш на трансфер периодот. Министерството за финансии бара кладилниците и казината да се дислоцираат од основните и средните училишта најмалку 300 метри, како што велат за децата да не се навлечат на коцкање. Иако со добри намери, ова иницијатива најде на отпор како кај децата, така и кај нивните родители. Како што велат основците и средношколците, овој чекор директно ќе влијае врз нивното образование. Како да учиме математика, ако не пресметуваме коефициенти во кладилница, збунето прашуваат тие немокно кревајки рамења. Против овој чекор се и родителите, кои велат дека со ова нивните деца се излагаат на дополнителен ризик да пешачат низ опасен сообраќај за да можат да стигнат до кладилница.
И како бе да го пуштам син ми трето оделение у кладилница, ако таму е далеко од школата? Прашува господин Илеге од Гостивар. Родителите веќе се групираат околу барањето во секоја школа да има по една кладилница како би избегнале учество во сообраќајот на најмладите кои би мигрирале на релација школа-кладилница доколку се донесе овој закон. Премиерот Заев, кој раководи со Советот за реформи во судството, се реши да набави проверени кадри, кои најдобро знаат што е тоа правда и на каков начин се стигнува до неа. Според тоа што ќе го видите, станува јасно дека за вакви реформи Заев се подготвувал уште од пред 3 години, кога за прв пат ги обелоденува бомбите. Со цел оперативното искуство на споменатите лица, сега најдобро да може да го искористи за најавените промени во правосудството. Во разговорот потврдуваат дека во местењето е вмешан Никола Груевски, а дека од друга страна председателот на парламентот Трајко Велјановски и неговиот кум и тогашен председател на Врховниот суд Јово Вангеловски обезбедуваат ревизија преку ред и укинуваат пресуди. Не се водиме од името и презимето на личностите кои што ги водат институциите. Но Врховниот суд во еден ваков совет не смее да биде незастапен. Ке се уверите лично во директната спрега на релација власт-правосудство. Што не знам што може да ве советува Јово Вангеловски, председател на Врховен суд, човек кој ете со одлуките овозможи бегство на лица поврзани со специјалното јавно обвинителство. Какви совети може да даде? Кога се работи за реализација или имплементација, според мене, а така и правните советници ми кажуваат, дека треба да бидат практичари луѓе. Значи, веројатно, во таквиот совет ќе влезе, не знам, председателот на Врховниот суд. Сега веќе е јасно дека нема владење на правото и правната држава. На ваквото владење ќе му ставиме крај. Продолжуваме. Скандал, шок, неверица. Голем удар го удри образовниот процес во земјата. Имено, владата ја укинува потребата таксистите да учат англиски јазик, лиценца која ја воведе минатата влада на ВМРО-ДПМН. Да видиме што има за ова да каже еден од засегнатите граѓани со кој што разговараше нашата Јелисалфета Крстич Попмајбах. Токму така студио, до мене е еден господин кој што има 27 години работно искуство во такси службата, секако познава многу теории на заговор и да поседува лиценца за англиски јазик. Господине, how you doing? Комси комса, или што би значило на најромантичниот јазик така, германски. Само маце се разочарав пред некој ден, слушам сакале енглески овде го укинат. Мислам, нели јазици беа богатство? И што се ќе ни го земат богатство? Значи, вие сте да остане лиценцата? Значи, како да остане, мислам, сакам се прошири лиценца. Значи, мимо музика, мимо уметност. Еј, баце! Коме стай? Мама фанкулја. Бене? Бене. Кози. Еј, селјачиште. Значи, јас сум насува географија се уфрли. Такви работи да се уфрле, не може патник ке ти влезе ко тунстер седиш овдека у ретровизор гледаш, не може муа да си направите. И језда сега таксисти е 90% денешно време со факултет се. А му иди на кој знае дали ќе биде така, и никој не мисли на иднија генерација, стварно не разбира. Зашо го прави владата? Како зашо го прави? Па да го утопи народот. Не разбираш јазик, што ќе ти сервира, тоа ќе читаш. Ја рецимо читам поише јазик, секој ден YouTube читам. Значи, Ти професор или таксисти, ќе возиш или ќе каснам? Извините, заборев, ќе ти дам дискаунт, ме човече, 220 дена, види. Нема, ова се дешава, ме разбираш? Само ако саш малце. Симпатична женска си ти. Студија. Вуле Вукуше. Студија. И благодариме на нашата симпатична Јелисалфета, а сега малку занимливости. Имено 5 од досегашните членови на ДИК поднеле барања за апанажа. Тоа значи дека уште една година ќе земаат државни плати од над 1000 евра. Меѓу нив се Чичаковски, Дума, Милев од СДСМ и Јакупи од ДУИ. Барање за апанажа не поднела Силвана Бонева од ВМРО-ДПМН. Се зезаме, секако дека поднела. А ние продолжуваме со вчерашни. Како што тврдат грчките медиуми, предлогот на нивниот преговарач за името на нашата земја е Горна Македонија. Без празно место само Горна Македонија.
Иако иницијално отфрлен од јавноста, од МНР сметаа дека овој предлог има и своји предности. Ова име би било многу погодно доколку се најдете во ситуација на тастатурата од вашиот сметач да не работи типката за оставање празно место, попозната меѓу народо како Space. Исто така, многу мина брзо би се навикнале на ова име, посебно оние кои не остават празно место меѓу не и знам во зборо не знам, па така би им спречиле дополнителни забуни кои може да дојдат со користењето на празното место. Велат од Министерството за надворешни работи. По посетата на Метју Нимиц на Македонија, главна тема е дали е пронајдена формула за решавање на спорот за името. Постои ли заеднички прифатлива формула? Ние се обративме кај човекот кој е најкомпетентен да одговори на ова прашање. Професорот Јордан Хаџи Богатинов Десков, Петковски Миланов. Добро вечер. Во последно време се интензивира преговорите со името и сите мене ми се јавуваат и викаат професор Јоци, де ви се молам ако може некако да решите името на математички начин. Јас си велам, може, секако дека може, математиката може да ги реши сите проблеми, доколку формулата се постави правилно. Имено име со демонстрација веднаш. Во оваа задача непознато ни е името, што значи дека Хикс е еднакво на името наше. Нашето име е Македонија. И бидејќи има две Македонии, тие ги ставаме на квадрат и за да го решиме името, ние прво што треба да направиме во овој случај е да се ослободиме од нашиот антички корен и така би останала Македонија. Втора работа што треба да се направи, тоа е Скопје или 091 што беше позивен, треба да се ослободи од заграда, односно излезе пред заграда овде, што значи дека заградата би се поништила и веднаш потоа, бидејќи ние македонците сме поделени по многу основи, значи во подробната црта се става уште една Македонија, како што символизира наша поделеност, и во овој случај Македонија со Македонија се крати, се поништува, значи останува 091 и тоа се множи со 2 милиона, затоа што ние сме 2 милиона жители овај. Значи 2 милиона. Сега, интересантно е тоа што секој од нас е граѓаните помножен со 0, значи 2 милиона се множи по 0, а знаеме дека секој број помножен со 0 е еднакво на 0. Значи, вака поставена задачата би била 0, името би било еднакво на 0. Мислам, што да ти речам сега, освен на здравје ова, мислам. Прашувате дали има друга формула? Се разбира, јас ќе ви демонстрирам како тоа би изгледало со множества. Ако ова овде, например, е едно множество, овде вака, е Македонија, и прикажано има овдека пресек со друга множество, например, Европска Унија, овој пресек овде би дошол као Бугарија, БГ, и сега, пресекот е овде Македонија, меѓутоа целата оваа Унија би била европска и доколку Македонија не влезе во Унијата, таа би била еднаква на празно множество. Значи, во двата случаја или е нула или е празно множество, тоа значи дека формулата, односно задачата е погрешно поставена. Доколку сакаме да добиеме други резултати, ќе мора одново задачата да се постави како што треба. И за тоа треба да се знае математика, треба да се знаат и други науки во политиката и така. На здравје. Ставите, пијте нешто преку ова. И дојде времето за прогнозата. Овој пат базирана врз вистински настани. Следува Ведермен. Викендов имаме претежно облачно време, наместа повремени врнежи од дожд, особено во западните делови од оваа земја. А на повисоките планини забележани беа и врнежи од снег. Од утре, понеделник, можете да очекувате стабилизирање на времето. Минималната температура се очекува да биде од -4 до 2, додека пак максималната од 7 до 12. Утре сонцето ќе изгрее во 6 часот и 43 минути, а ќе зајде во 16 часот и 54 минути. Денот ќе трае 10 часа и 11 минути. Добро утро! Измина времето за вчерашни новости. Ако не пропуштивте, целата епизода ја имате уште вечерва на YouTube. Сега сте чекор за сите. Гледајте ни следната недела во 20 часот на истата телевизија. А сега уживајте во викендот кој само што не почнал. Се зезаме, викендот заврши. Од утре сте на работа. Добро утро! Добро утро и од мене.